Повеле. Благодарам, почитуван јавен обвинител, почитувани представници на институциите, дами и господа. За Министерството за внатрешни работи проблематиката со недозволената трговија со оружје, пред се пролиферацијата на мало и средно и лесно оружје, како и недозволената трговија со експлозивни средства и материјали со сиот опасен потенцијал кој што го содржат и кој што може да се манифестира како конкретна закана за она што значи општа безбедност, како во национални, така и во глобални рамки, без сомнение заслужува постојан и би рекол приоритетет институционален и меѓудржавен ангажман. Повикувајќи се на практиката, искуствата и аналитичките согледувања, без никакво претерување можеме да констатираме дека еден од клучните фактори што без друго ги зголемува предизвиците по јавната безбедност покрај организираниот транснационален криминал е толкму нелегалната трговија со оружје. Општо познато е дека достапноста, а со тоа и незаконската употреба на оружјето ја подкопува правдата, ја зголемува стапката на криминалот и ризиците од насилство, а со тоа има влијание и на стабилноста на државите, представувајќи пречка за нивниот социјален и економски развој. Имајќи предвид дека никој не е заобиколен од се тоа, потребен е континуиран и сеофатен системски одговор, особено во актуелни моменти како сегашниот, кога глобалната сцена е сериозно потресена од настани со тектонски карактер и последици, како што се прочем војната во Украина или војната во појасот Газа. Отаму денешниот настан, односно подпишувањето на меморандумот за соработка во областа на криминалот, поврзан со огненото оружје меѓу Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Северна Македонија и јавното обвинителство, убеден сум, едногласно го разбираме како воведување на нов, квалитетен меѓуинституционален механизам на сите системски чинители поврзувани со спроведување на законите во делот на недозволената трговија со оружје, со кој што нашето спротивставување кон оваа закана со сите нејзини можни консеквенции ќе стане уште поуспешно, пофатно и секако поефикасно во интерес на мирот и безбедноста на граѓаните и општеството во целина. Дозволете ми да забележам дека ние како држава, имајќи ја предвид местоположбата и историско-политичките прилики, што го следеа овој дел од Европа, во изминативе неколку декади за овој облик на нелегална трговија имавме и имаме императивен пристап на делување на едно повисоко рамниште на превенција, ефикасност, оперативност и соработка. Неодминлив е фактот дека Балканот представуваше подрачје кое не само што беше крстопат на меѓународните швецарски канали за нелегалната трговија со оружје, туку и регион на потекло, но и на крајна дестинација на нелегалното оружје. Така што таквата аргументација дава посебна специфична тежина на оваа проблематика и се разбира на оваа иницијатива што денеска и оперативно ја преточуваме во нов институционален механизам во насока на засилено превенирање и исправување со нелегалната трговија со мало и лесно оружје, како и со експлозивни материи. Меморандумот, тргнувајќи од законските нормирани права и обврски на нашите три институции, а со поддршка на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, во своја суштина тежне кон динамизирање и координирање на меѓуинституционалната соработка, особено во поглед на спречување на меѓународната трговија со оружје, како и во поглед на примарниот кривично-правен сегмент, со оглед на специфичните аспекти на кривичната постапка во делот на криминалот поврзан со огненото оружје, муниција и експлозиви. Воедно преку формирање на работна група, неговото оперативно спроведување се подига на едно повисоко рамниште, што создава предуслови за поквалитетни очекувања и резултати во борбата против овој вид на криминал. На крајот, дозволете ми, изразувајќи посебна благодарност на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, за извонредната иницијатива, што заеднички успеавме да ја преточиме во меморандум за соработка, да истакнам дека можеме реално да очекуваме дополнителен позитивен исчекор во институционалното справување со нелегалната трговија со оружје. Дотолку повеќе што сите ние и во изминатиот период еднодушно ја демонстриравме нашата заедничка заложба за целосно почитување и спроведување на законите и наградење на објективни вредности, што го карактеризираат владењето на правото како фундамент на општественото постоење. А воедно да изразам благодарност и до сите
колеги од институциите кои што учествуваа во подготовката на овој меморандум и очекувам дека со истата волја и со истата енергија ќе продолжиме сите заедно во имплементацијата со конкретни резултати. Ви благодарам.